Нашата држава представува рапсодија на изобилство со културно-историско материјално и нематеријално богатство. Културното наследство не е само сведоштво за минатото, туку жива врска што не обединува, ни дава идентитет и ни отвора пат кон иднината. Секој објект, секој споменик, секоја традиција или занает е дел од мозаикот на европската културна разноликост. Колку е важно сето она што го поседува државата да биде во дигитална форма и какво е влијанието на вештачката интелигенција во делот на културното наследство. Би сакала да споменам дека во рамките на управата постои регионален центар за дигитализација, проект кој што уште пред едно 10-15 години, благодарение на УНЕСКО, е формиран во рамките на управата. И морам да констатирам, за жал, дека овој регионален центар не го добија она место кое што требаше да го добие, од различни причини. Минатата година спремивме програма која што ја доставивме до Министерството за дигитална трансформација, се со цел овој регионален центар да можеме да го ставиме во функција, затоа што и вие како што истакнавте дигитализацијата како процес до 2040 година и во Македонија треба да има поголема видливост, поголемо значење, затоа што управата како управа нуди управно-правни постапки во делот на издавање на различни дозволи кои што за жал одземаат многу време, затоа што сето тоа иде кај нас во хартија. Од тие причини заедно со предходниот амбасадор и сегашен председател на Европа Прима, господинот Јордан Плевнеш, одржавме неколку состаноци на кои што се обврзавме и подпишавме меморандум за соработка за да можеме да аплицираме за грантови кои што ќе ни овозможат набавување на таа посовремена техника за да може тој процес да почне да тече. И во рамките на овој меморандум неодамна, пак во рамките на на Европски денови на културно наследство се одржа меѓународна конференција токму посветена на вештачката интелигенција, дигитализацијата на културното наследство и сајбер безбедноста. Управата за заштита ги следи овие текови. Ние како управа и сега работиме на дел од дигитализација на културното наследство, пред се на недвижното културно наследство. Имаме подпишано договор со Националниот конзерваторски центар, со Археолошкиот музеј на Македонија, каде што дигитализираме одредени архитектонски објекти, дали станува збор за цркви и манастири, за да можеме на некој начин да ја избегнеме обемната документација која што се повеќе и повеќе одзема простор во самата институција. Ке гледаме да се прилагодиме, работиме на овие работи. Веќе сме во дел од програмата со Министерството за дигитална трансформација и исто така во рамките на Министерството за транспорт и врски сме во процес на националниот едношалтерски систем, се со цел тоа дигитализирано да можеме да бидеме со текот на времето и да можеме да бидеме поголем и побрз сервис на граѓаните при издавањето на овие дозволи. Директорката Честоева истакнува дека од урбанизација и климатски промени до глобализација и миграции, наша заедничка обврска е да го зачуваме и промовираме културното наследство како ресурс за образование, туризам, локален развој и пред се како мост за меѓусебно разбирање.